Ovo je čaj, bozul, može da se pravi čaj za кашляње, а може да помогне за коронавирус. Ова како превентива од короната денеска го препорачува комуновецот инаку натурализиран штипјанец Киро Берковски. Повеќе како што вели од 3 децении е присутен на штипскиот пазар. Продава лековити билки за разноразни чаеви. Умешноста да ги препознава лековитите растенија ја наследил од постарите од неговото семејство. Па научи така, гледам други берат овака стари човеци, ти овој до Бог ве прости. И од нив тоа е за нив. 84 годишниот Витален Пазарџија не се жали. За еден живот има од ова што ќе се продаде, а што најповеќе се троши. Овие кантрион цази, планински цази, мирдие тие работи. Ако кај дедо Киро понуденото е релативно ефтино, купувачите со поделени мислења денеска за цената на останатите производи што се нудеа. За едни овој петок е скап. Скап е денеска. Што е скап? Па пеклиџано, пиперо. Кој колку напари, толку ќе троши. Останатите наши соговорници имаат одговор зошто цените не се во согласност со длабочината на паричникот на штипјани. Не. Луѓето немаат пари, а не е скапо. Од да земеш да произведеш, тешко е. Значи не е скапо, ама чим немаме пари. Со скапотијата се согласуваат и дел од пазарџиите. Во однос на другиот пазар, скап пазар, скап. Скапа или добро пазар, добро. Скапо е, викат повачите, като много скапо било работа, викато. Много ценка имат, ви кажам. Много претерана ценка имат. Ја му тражам на градо 150, ови каде 130. И 130 мора да му даме, што да правим. Останатите се со спротивно мислење. Пазара како минатиот петок и овај. Средени, не е скап. Цените на најбараните производи до 13 часот се: зелка 20 денари за парче, краставица 40 денари за килограм, домат од 60 до 80 денари за килограм, пипер 60 денари за килограм, млади тиквички од 10 до 15 денари за парче, лук од 100 до 120 денари за килограм, кромит 30 денари за килограм, јагоди 140 денари за килограм и цреши од 60 до 100 денари за килограм.